Нашата Струмица, според официалните податоци, спаѓа меѓу општините чие жителство масовно се оцелува. Се разбира од ова најпогодени са младите. Тие ни светот го барат она што овде се помалку го има. Услови за екзистенција, собствен развој и личен прогрес. Да подсетиме дека во Струмица веќе пети мандат локално владее СЛСМ, а актуелниот градоначелник Костадин Костадинов беше дел и од државната власт. Оцелувањето на младите најнапред станува заради фактот што нема нови стопански инвестиции и вработувања со солидни примања. И особено заради уништувањето на земјоделието во регионот каде што земјоделското производство повеќе не е привлечна дејност за младите. Ги нема ветените инвестиции на Google и Facebook со центри за податоци како можност за нови вработувања на младите. Но затоа пак младите преку социјалните мрежи може да се информираат за секојдневните скандали и финансиски малверзации на власта. Патам до сега нема ништо ниту од ветениот старт-ап инкубатор од програмата на градоначалникот, каде што треба да се развива младинското предприемништво по надзор на стручни лица. Дори оние млади, чие што секојдневие се потпира врз домашните буџети, немаат посебно со што да се пофалат. Погледнете ги срушените малски терени за спорт и детски игралишта. Погледнете ја најабсурдната велосипедска патега, додека се делат субвенции за велосипеди и додека ја очекуваме новата ветена велосипедска патека. Бројот на сообраќајни незгоди во кои се инволвирани велосипедисти расте од ден на ден. Денеска го прашуваме градоначалникот, докаде е неговиот проект ветената младинска картичка Моја Струмица. Таа требаше да обезбеди бесплатен влез за младите на културни и други настани, разни попусти и бенефиции. Партијата СДСМ, со која се занимава единствено со одржување на својата партиска елита, поради лошото водење на политиката и собствената неспособност од Македонија направија земја во која младите сонуваат за иселување. Токму затоа, анкетите покажуваат дека граѓаните ги очекуваат изборите и брзо заменување на актуелното срамно владење.